Топлото време со високи температури и оваа недела остануваат во Македонија. Според Управата за хидрометеоролошки работи, 40 степени Целзиусови на термометрите ќе потраат. Се најавуваат само локални нестабилности со дожд и грмежи повремено. Во следните денови продолжува периодот на сончево и многу топло време со мала до умерена локална облачност. Дневната температура во некои места ќе достигне до 40 степени. Високи температури ќе се задржат и во текот на ноќните часови. Во четврток и петок ќе има услови за нестабилност со пороен дожд и појава на грмежи. Од УХМР додаваат дека мало заладување се очекува од сабота, кога дневните температури ќе се намалат за околу 5 степени и ќе се движат во интервал од 32 до 35 степени. Високите температури и променливото време го влошуваат и здравјето кај граѓаните. Лекарите велат дека деновиве зголемен бројот на пациенти кои бараат помош. Најчесто се јавуваат граѓаните кои имаат кардиоваскуларни, респираторни и малигни заболувања, бидејќи топлото време го отежнува нивното секојдневие. Пациентите се јавуваат со промени на крвниот притисок, бидејќи знаеме со самото топло се шират крвните садови, се зголемува црниот проток и пациентите од самото надворешно влијание се потат повеќе, губат електролити, јавуваат симптоми на вртоглавица, несвестица, слабост. Апелираат да се внимава и на малите деца, бидејќи доаѓа до побрзо губење на течности и побрзо дехидрираат од возрастните. Но најважно за сите е да не се излегува на сонце во најтоплиот ден од денот. Еден апел до граѓаните, доколку немаат важни активности во текот на денот, да не излегуваат во периодот меѓу 10 и 17 часот. Да носат тенка облека, исто така да пијат многу течности, особено зборувам вода, бидејќи водата е основата за нашето функционирање. Дополнително да се избегнуваат кофеински пијалаци, консумирање на алкохол, тешка и мрсна храна, а пушачите да намалат со употребата на никотин во овие топли денови. Потенцираат дека најмногу на удар се хронично болните, а особено внимание да обрнат астматичарите. Лицата пак кои примаат лекови за висок притисок, да не ја намалуваат терапијата на своја рака без да се консултираат со матичен лекар, бидејќи може да дојде до влошување на здравствената состојба.